Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото го имаме господин Стојанче Ангелов, директор на ЦУК и председател на партијата Достоинство. Ова намерно го кажувам, бидејќи ќе зборуваме и за таа тема. Господин Ангелов, добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Вашата партија Достоинство одржа конгрес, имате тамо освежено исто раководство, но донесовте и низа на одлуки. Сакам прво тоа да ве прашам. Кои се најзначајните одлуки кои ги донесовте на конгрес? За почеток би сакал да укажам на еден момент. Како политичка партија ние сме атипична партија, бидејќи нашата најголема сила воедно и наша најголема слабост. Нашата најголема сила се лицата кои што работат во македонската армија и полиција, но формално правно поради законите тие не може да бидат во раководството на партијата. Луѓето кои што сега влегол во извршниот комитет во суштина се срцето и душата на Достоинство, но формално правно не можеа да се јават како членови на извршниот комитет се до нивното пензионирање. Тројцата старешини од Тигрите, поранешниот командант Горан Здравковски, поранешниот помошни командант на Тигрите Звонко Тренчовски и поранешниот главен инспектор за обука доктор Страшо Глигоров има високи позиции во МВР, отидоа во пензија како од високи позиции како високи началници и се до нивното пензионирање тие формално не можеа да бидат во раководството на партијата и затоа сега ја направивме оваа промена, иако во суштина функционално ние го формиравме издружението Достоинство пред 15 години, до ден денес останавме заедно една карактеристика како тим на старешини од Тигрите од таа воена 2001-2002 година. Може би сме единствен тим кој што до ден денес живее и ги одржува на високо ниво своите релации и односи. Заедно се бориме колку што можеме за правата на бранителите. Што се однесува до останатите одлуки, пример има една, би рекол, банална, за нас многу важна, нашето име, кога ја регистрирахме партијата, за да направиме дистинција од Сдруженијето Достоинство, името на партијата беше Политичка партија Достоинство. Значи, зборовите Политичка партија беа составен дел на името. Сега нив ги сврливме името на нашата партија само Достоинство, бидејќи во случај да настапиме самостојно, кратенката ни беше ППД, а веруете дури јас да прочитам негде ППД нема да ми текне дека е Достоинство. Тоа е првиот момент кој што за нас беше важен и формален. Ние веќе подолго време се подготвуваме и за самостоен настап на наредните парламентарни избори и за коалиција. Отворени се двете опции со тоа што свесни сме дека можноста самостојно да оствоиме пратеник со ваков изборен модел е, би рекол, неверојатна, исклучително ниска, но во политиката има една флоскула, треба да знаеш кога да се повлечеш. Јас сум 15 години активно во политиката, најпрво преку Сдруженијето, раководејќи со политиката на Сдруженијето, а потоа и на партијата Достоинство. На наредните парламентарни избори, за кои што очекувам да бидат во 24 година, доколку настапиме самостојно, ако не освоиме доволен број на гласови, тогаш ќе размислиме за повлекување на целата партија, бидејќи ние за разлика од другите партии го немаме тој проблем на амбиции, аспирации на други членови да бидат председатели. Свесни дека јас сум гласноговорник. Јас сум лицето кое што во јавноста е препознато како председател на Достоинство, но се разбира дека не сум само околу мене, имам група на луѓе, браќа по оружје би рекол уште од пред 2001 година и ние сме на еден начин како колективно председателство со тоа што јас сум репрезент во јавноста. Тоа е околу она фама што се крена околу нашиот евентуален настап самостоен, оној ентузијазам и еуфорија која што имавме во 2011 година одамна е исчезната. Јас и на сите други мали партии порачувам, самостојен настап на избори е самоубиство. Успехот што го постигна Левица е, би рекол, чудо, но така се наместија картите во тој период. Во идниот период многу тешко ќе биде било која мала партија самостојно да освои пратеник, доколку Македонија не е една изборна единица. Добро, вие имате тука две интересни пораки. Едната е, значи, доколку вие на следните избори настапите самостојно, а немате успех, дека би се повлекле и вие и раководството, предпоставам, како опција, но имате таму во одлуката вели вака, доколку коалицијскиот партнер не ви понуди обезбедено пратеничко место, дека тогаш ќе се решите на самостоен настап. Нема да одите во коалиција. Ово уште една карактеристика. Кога Достоинство би било во голема коалиција, може да повлече повеќе од 10.000 гласови. Во тоа сум убеден,
ба ние буквално ги знаеме, можеме по име и презиме да ги напишеме луѓето, бидејќи за жал идеологијата одамна не постои во Македонија. Најголем дел од гласачите, колку тоа да не ни е драго да го кажеме, а многу малку од политичари тоа јавно го зборуваат, гласаат пред се од личен интерес, семеен интерес, интерес на микросредината во која што работат или живеат. И луѓето, и оние кои што ме почитуваат и кои што смета дека мојата политика е добра, смета дека кога би гласале за нас би го фрлиле својот глас. И ние од тој синдром на фрлен глас не може да се ослободиме, освен ако Македонија е една изборна единица. И ја можам да бидам дури дрзок и да кажам дека ако Македонија е една изборна единица, ние ќе целиме кон 3 пратеника, самостојно како достоинство. До толку имаме самодоверба врз основа на оние анализи кои што ние ги правиме. Но во еден ваков модел, каде што имаме 6 изборни единици, концентрацијата на 9000 гласови во зависност од излезеноста на гласачите е тешко да се постигне во една изборна единица, но повторувам, ние во коалицијата сум убеден дека носиме повеќе од 10.000 гласови. Меѓу друго, тој благодарност на самото учество во коалицијата. Тоа што сега ние сме дел од коалицијата предводена од СДСМ ни даде поголема видливост и на мене како председател на достоинство и како неформален лидер на дел од македонските бранители, не на сите, но на повеќето, затоа што ние во континуитет се залагаме за правата на бранителите. Дали е тоа доволно? Не е доволно, но толку сила имаме. Ние настапуваме многу реално, здраворазумски и приземно. Да освоевме 50.000 гласови во 2011 година, секе беше поинаку. Со 9 до 10.000 гласови ние толку можеме и затоа е овој парадокс, кога би настапиле сами, можеби нема да освоиме, најверојатно нема да освоиме пратеник, но кога би биле во големата коалиција, во случајот предводена од СДСМ, секако дека би повлекле повеќе од 10.000 гласови. Од друга страна можам да кажам дека ние како коалиционен партнер покажавме една голема лојалност и би рекол влеговме со срце во таа коалиција, иако со дел од политиките на почетокот и ние не се согласувавме или ни беа туги, но ја свативме реалноста во која што нашата држава живее и нашата главна цел е еднината на нашата држава, еднината на Македонија, бидејќи заглавувањето во историјата е важно, но заглавувањето во историја може да нанесе штета на сегашноста и на еднината, бидејќи и статистички докажавме дека во Македонија живеат помалку луѓе отколку пред 20 години. Добро, но тука сега секогаш знаеме каква е политиката, може да добиете интересни, некои би кажал и непристојни понуди, што вие цело време потенцирате дека сте во коалицијата со СДСМ, но што еве доколку опозицијата ви понуди такво пратеничко место. Вие сменили ли коалицијата? Во овој момент не гледам причина со СДСМ да не најдеме договор. Во случај да не најдеме договор, ние ќе се подготвуваме за самостоен настап. Ако ставот на ВМРО ДПМН е кон овие национални прашања, како што е влезот на бугарите во уставот, национално прашање, бидејќи колку тоа нам не ни се допаѓа, влезот на бугарите во уставот ќе ги отвори вратите на Европската унија за Македонија. Во тој случај не верувам дека постои таква можност, но ние имаме извршен комитет на кој што ќе ја разгледаме оваа одлука, но и би го консултирале поширокото членство, кое што пак ќе повторам формално правно не е во телата, затоа што се активни старешини или полицајци и активни старешини или професионални војници во армијата. Да. Добро, вие кажавте и самиот дека очекувате дека изборите би биле 2024-та, тоа е редовен термин. Има некои опции во 2024-та да бидат и малку порано од вообичаено, но сепак опозицијата се разбира бара предвремени избори уште сега. Мислите ли дека ми се чини дека власта е притисната со економската состојба, со енергетската состојба, со аферите кои се продуцираат од време на време? Мислите ли дека ќе успее актуелниот владен состав и владеачкото мнозинство во собранието да издржат до 2024 избора година без да се предизвикаат предвремени избори? Јас повеќе верувам дека власта ќе обезбеди двотретинско мнозинство, отколку што опозицијата би обезбедила 61 пратеник. А во искрено, нити тоа е невозможно во овој момент. Нема начин како ВМРО ДПМН да обезбеди 61 пратеник. Не гледам начин. Тие има еден таков обид, но неуспешен. Неуспешен
после тој обид сега сите се повнимателни и верувам дека нема да дојдат толку близу до таков успех. Така што легитимно право е на опозицијата да бара вонредни избори, но вонредни избори би имало порано од 24-та само тогаш кога СДСМ и коалицијата би били убедени дека ќе обезбедат двотретинско мнозинство, бидејќи постои таква можност. Една, би рекол, неприродна коалиција на сите против едните, кога ќе биде ставено во прашање европската иднина на државата. Во таков случај, кога би се формирала една влада, кога би имало избори со цел да се промени уставот заради влез на бугарите, заради продолжување на европскиот пат на државата, постои можност да се обезбеди дури и двотретинско мнозинство. Но таквата коалиција би била неодржлива според мене на подолг рок. Да, но има и други анализи. Едните се дека такво двотретинско мнозинство може да се бара на таков начин, преку обезбедување на пратеници, на дополнителни... Ние зборам за избори. Ако сега имам избори на кои што ќе се направат два големи блока, едните предводени од СДСМ и некои од албанските партии, другиот блок предводен од ВМРО ДПМН, верувате дека многу разочарани, кои што не оправдуваат политиката ниту на СДСМ, нити на ВМРО ДПМН, тогаш во име на повисоката цел, а тоа е продолжување на преговорите со Европската унија, можеби ќе гласат за коалицијата предводена од СДСМ само поради влез во Европската унија, особено ако тоа јасно биде нагласено во кампањата. Значи да не зборуваме за коалиција која што би издржала 4 години, бидејќи би бил еден конгломерат од партии со различни интереси, па би рекол и отворени политички непријателства помеѓу нив, но постои можност сите да се соберат на едно место, референдумско изјаснување. Да. Добро, ќе видиме дали ќе дојде до тоа како ќе оди внесувањето на бугарите во уставот. Во она што сега се случува и што е најактуелно, ми се чини дека е корупцијата. Се зборува нон-стоп. Корупција и веќе почна на големо да се праќаат пораките од странските амбасадори. Британскиот амбасадор кажа една порака која ми се чини е без преседан. Американската амбасадорка Агилер новата носи цел американски тим за борба против корупција, за санкции на политичари во држава, што исто ми се чини настан без преседан. Ние немавме ваков настап на американската амбасада ниту во владењето на Никола Груевски, а знаеме какви беа тогаш односите и што се случуваше. Многу работата за борбата против корупцијата се издигна на многу висок приоритет. Ми се чини, па сега вие сте внатре во институциите на некој начин, дали е состојбата навистина толку драматична? Како ја гледате вие? Дали е драматична или не би можел да дадам квалификација. Би рекол дека одредени состојби се подобрени, но се уште корупцијата е на високо ниво. За разлика од порано, ние британскиот амбасадор вели дека се влошене. Сега не, тоа па би рекол дека сега е повеќе видлива. Сепак слободата во медиумите е на значително повисоко ниво од порано. Со промената на власта, неколку крупни ликови, функционери од претходната власт завршија по судови, некои од нив завршија во затвор, еден е во бегство. Но ние веќе имаме два генерални секретари на влада, против кои што има обвинени и кои што најверојатно ќе завршат со осудителна пресуда. Сега ова презумпција на невиност не дозволува да го кажам, но состојбата е многу сериозна. Се надевам дека тие ќе докажат нивната невиност, но во време на ВМРО ДПМН, во владата предводена од Никола Груевски, тоа беше незамисливо. Значи, факт е дека оваа влада направи голем исчекор. Имаме вице-премиер за борба против корупцијата. Сега и антикорупцијската комисија може да зборува за високи функционери, нешто што порано било недозволиво. Но јас сум поборник на мешање од страна. Иако некој тоа го смета дека е на чекор до протекторат, но доаѓањето на тим од Америка, кој што директно ќе се вмешат. Внимавајте, тоа не е декларативна заложба, туку директно мешање. Тој тим се ќе промени овде, нема да можат некои работи да се стават под тепих, да бидат заскриени и така натаму. Но ова ќе го поврзам со изјавата на Заев, која што, како поранешен пример, која што многумина ја исмејува, а во суштина тоа е тоа, неговата изјава дека нам ни треба еден камшикар. Свесни дека ние во одредени области немаме капацитет да ги надминеме проблемите кои што се провлекуваат со децении, бидејќи корупцијата е стара, таа потекнала од Југославија, ние не е нешто ново.
еден обичен граѓанин, понекогаш пат самите граѓани ја стимулират, ќе отидат на доктор, ќе однесат кафе и бомбонjera, и тоа е микрокорупција, ако гледаме од тој аспект. Ќе дојде некој во посета кај некој директор или министер да му честити избор, ќе донесе кафе и бомбонjera. Дали е корупција или тоа е традиција, бидејќи кај нас традицијата е таква во државата, но кога зборуваме за крупната корупција, треба жестоко да се бориме против неа. Јас сум поборник за жестока борба против корупцијата, тоа е став и на достоинство, но не заборавајте дека од 91 кога влегов во Центарот за образование на кадри од областа за безбедноста, до денес јас се чувствувам како дел од безбедносниот систем во државата и цело време се залагам, но во овој момент само декларативно. Иако оному каде што раководам, и јас успеав да сосечам неколку работи. Да не дозволам развој на некои настани кои што понатака би прераснале во кривични дела. Значи ние забележавте такви појави во вашата институција? Се разбира, да, и ги сосеков без да има конкретно кривично дело. Тоа го препорачувам на сите директори и министри, но тоа е работа за која што сега не можам да зборам, доколку има продолжување ќе ги известам надлежните органи, односно МВР. Да. Добро, мислите ли дека таа корупција може да предизвика и дисфункционалност на целиот систем, бидејќи знаеме како таа се шири, таа на некој начин ги парализира институциите. Едно по едно на крај институцијата не го прави тоа што треба да го прави. Канцер, да. Канцер, рак, го уби во организмот. Јас ќе ви кажам еден пример кој што е од претходната влада, но го имам информации да речам откако дојдов на оваа позиција. Еден висок функционер во државната администрација имал можност за една многу голема донација од странска држава, чиста донација, повеќе милионска. Тој прашал, а што ќе има за мене од ова, и ја одбил донацијата, бидејќи немало за него ништо. И државата, институцијата останала покуса за неколку милиони евра, со кои што значително ќе се подобрили условите на вработените и ќе се започнале неколку нови работи. Но овакви случаи имаме на многу нивоа и треба за нив да се зборува отворено. Јас немам докази, но луѓето кои што ми ја пренесува оваа информација имам апсолутно доверба во нив, но не можам да го докажам. Значи, корупцијата прави огромна штета и би рекол тоа е како на народната да убиете вол за кило месо, за една шницла месо. Значи, вие ќе добиете кило месо, а волот цел ќе пропадне, ќе биде фрлен. Во случајот тоа е државата. Токму така. Оно што исто така се случува во моментов, тоа се овие секојдневни закани за бомби, тие почнаа од средните училишта, но полека некако се шират и кон други институции, веќе дојдовме и до министерства, до молови. Појава која не е изолирана, се случуваше претходно во Србија, исто така тамо траеше одреден период, ми се чини и со месеци, исто така, сега е најново почна и во Црна Гора. Како да е некој регионален феномен или регионален обид за дестабилизација, не знам. Како гледате вие на тоа? Дали гледате на бомбиве како на некој индивидуален чин на некакви луѓе или структури кои тоа го прават чисто од забава, или гледате на една поголема сериозност во тоа? Како директор на Центарот за управување, меѓу другото, јас сум член и на Комитетот за отпорност на НАТО, највисоко тело на НАТО, како политички представник. На предпоследната седница заседаваше генералниот секретар Столтенберг. И поседувам НАТО сертификат. Има одредени работи за кои што не можам да зборувам понатаму комотно, јавно. Да. Кога јас би кажал нешто што сум го слушнал од медиуми и од луѓе, може да биде протолкувано од одредени структури поинаку, како официјална информација на член на Комитетот за отпорност на НАТО. Затоа многу не смеам да си дозволам, но генерално во јавноста се диференцирани две гледишта. Едното дека се работи за некои деца, млади луѓе кои што тоа го прават за да не одат на школа. Од друга страна имаме теорија за хибридна закана, односно вмешаност на други држави, вклучително на лица од Русија, кои што, значи, не зборуваме за оние кои што изјави кои што може да ги слушнеме. Да. Не дека се работи за организиран напад од страна на владата, туку на лица кои што потекнуват од таму, што не значи дека некој треба да е русин, може било кој, не било кој, но може човек да отиде таму и оттаму да праќа закани. Во овој момент се оградувам, проблемот е исклучително сериозен. Јас сакам кон јавноста да укажам на еден момент, луѓето се зачудени зашто тоа не е решено, тоа било лесно,
Тоа можело било кој добро остручен информатичар да открие, тоа воопшто не е точно. Во овој момент сите наши служби со полна пареја работат на откривање на сторителите. Идентификувано е само едно малолетно момче, кој што можеби е залутано, но можеби и останатите се како него. Значи, постојат тие две веројатности, но воедно добиваме помош и од многу пријателски држави, пријателски служби, така што државата со полна пареја работи на надминување на овој проблем. Поаѓајќи од нашето начело, кое што ние во ЦУК го издигнавме на едно видливо ниво, safety first, односно безбедноста на граѓаните на прво место, ваквите закани секогаш треба да се сваќат сериозно. Колку и да некој не верува дека има бомба во некој училиште, подобро учениците да ја прекинат наставата, да излезат надвор, стручните тимови на полицијата да ги проверат објектите, откако ќе се утврди дека се безбедни, учениците да бидат вратени назад. Во таа насока апсолутно се согласувам со постапките на МВР и се надевам дека нашите служби со поддршка на странските служби ќе ги откријат сторителите. Но повторувам, вакви закани е релативно лесно да се испраќат. Оние кои што смета дека лесно може да се најдат сторителите, нека имат во предвид дека одредени хакери влегуваат дури и во најстрого чуваните тајни на Соединетите Американски држави, во Пентагон, во НАТО и така натаму. Да, добро, се разбира дека не можете да зборувате за детали, но проблемот со ваквите закани, со ваквите хибридни напади, еве не знам дали е хибридна војна против Македонија, без разлика дали е, дали не е, што на некој начин прилично успешно ја парализира државата. Сега ние не знаеме каде ова ќе се шири се, но како што вие велите, ако дојде закана за бомба во училиште, вие мора да го испразните тоа училиште, па така се прекинува наставата и тоа трае во недоглед, па сега се шири и на други институции. Ако на тоа ја надоврзиме блокадата на градот од незадоволните автобусџи, добиваме една друга димензија, уште покомплициран проблем. Значи, кога децата ќе излезат од школа, нивните родители не можат да дојдат да ги земат, затоа што движењето од една до друга дестинација во Скопје стана прилично тежното. Може да заглавите во сообраќај. Значи, тоа дополнително ја комплицира целата оваа состојба со лажните дојави за бомби. Да. Добро, дали има и друга теза дека можеби и тие влијанија или тие напади не доаѓаат од надвор, дека се тука некакви внатрешни структури? Можете ли да ми кажете барем што мислите за тоа? Јас ви кажам, генерално во јавноста постојат тие две мислења. Би ги рекол триеве, домашните ги подели во две групи. Некој кој што со намера да внесе вознемирување помеѓу граѓаните, бидејќи тоа е суштината на тероризмот. Внесување на страв меѓу граѓаните, да не се чувствуват безбедно и доаѓа до парализирање на одредени институции. Ако вие денес парализирате неколку училишта, неколку молови, трговски центри, понатаму ако парализирате автобуска станица, да не давам идеја, ако го парализирате аеродромот. Да. Ако денес има дојава за бомба на аеродромот, ќе се прекинат сите слетување и полетување. Тоа веќе крајно негативно се одразува и не делува така наивно. Да беше целиот фокус кон училиштата, постоеше веројатно себе некои ученици за да избегнат школа, да не отидат на училиште, го прават тоа, но ова веќе добива една сосем поинаква димензија, бидејќи последните неколку дена дојавите за бомби се однесуваат на многу различни институции, вклучително и субјекти како што се трговските центри. Да. И тоа е опасноста. Значи, овие обиди, може ли да се најде тука решение некакво? Значи, може ли во недоглед вака да се јавува за блокади, а МВР во недоглед едноставно да го прави тоа? Нашата држава е во стратешка предност во однос на Србија, која што се соочи со овој проблем. Ние сме дел од НАТО, ние сме аспирант за Европската унија и имаме силна поддршка од сите земји членки на НАТО, чии што служби може да помогнат. Таа соработка и во војниот и во разузнавачко-безбедносниот сектор може да биде исклучително корисна, но ви кажав дека се работи за релативно лесно е да се испрати ваква закана без да останете незабележани. Да, добро. Предпоставам дека ова е на некој начин, или ајде да не кажеме директно, но
постојат доста сериозни анализи дека е поврзано сето ова и со војната со Украина, со сето тоа што се случува со последиците од таа војна, кои се безбедносни, енергетски и така натаму. Нема сега да навлегуваме кој ги прави, но би се чини дека војната во Украина нема крај, се уште не се ни гледа крајот, очигледно е дека ќе проложи во текот на зимата. На почетокот на војната цело време ги правевме оние анализи колку влијае врз стабилноста на земјите, па тие авторшокови доаѓаат и до нас. Дали некако сега таа ситуација мислите дека особено во овој европскиот дел, југоисточна, средна Европа е стабилизирана на некој начин или се уште постои опасност од дестабилизација поврзана со војната? Првиот удар помина. Економските шокови први помина. Европа ќе најде како да функционира и без рускиот газ и без руската нафта, значи полека Европа и светот ќе бидат стабилизирани, ќе бидат навикнати да живеат со новата реалност, со тоа што секој пат постои можност за некакви изненадувања, но генерално еве кај нас гледате дека постепено цените на горивото се стабилизираат, постепено верувам дека ќе дојдат до едно релативно нормално ниво, но јас бев еден од првите кои што во ваквите, ако можеме да ги наречеме анализи, во ваквите разговори, тврдев дека војната во Украина ќе се развлечи, ќе трае многу долго, бидејќи тоа е војна на Русија против Украина и против многу други држави кои што официјално и неофицијално дават помош, вклучително и нашата држава која што помогна со војна техника. Колку и да е скромна, ние помогнавме во таа војна, помогнавме на украинските вооружени сили давајќи одредена помош. Но ова војна, за жал, најверојатно ќе трае уште долго, иако сите војни завршуваат на преговарачка маса. Да. Во однос на функционирањето на институцијата која водите на Центарот за управување со кризи, гледаме дека сте прилично активни. Ајде прво да ве прашам за она што го постирате на Facebook, па гледаме тоа, после го превземаат медиумите, посетувате некои места кои се опасни на некој начин, па вие така ги повикувате институциите да реагираат. Ми се чини некако неконвенционална метода за делување, бидејќи малку е чудно вие да ги повикувате институциите, а вие самиот сте институција, не сте надлежна во ред за тоа место, но сепак можеби е прашањето дали треба да делувате институционално или вака преку јавноста да правите притиск. Ние преку јавноста действуваме институционално. Директорот на Центарот за управување со кризи укажува на другите институции за појава на опасност која што го загрозува животот, здравјето и материјалните добра на граѓаните. И тоа го правам јавно, бидејќи за жал кај нас, кога ние го користиме оној стандарден модел да испратиме мејл или да се јавиме до институциите кои што треба да преземат одредено действие, тие ги игнорират нашите укажувања. Кај нас, јас тоа одамно го научив, најдобро институциите реагират на притисок на јавноста. Кога отидов на мостот во Визбегово, да, тоа ви беше последно. Видете, не е тоа последно, имавме потоа други кои што не идеа со видео пораки, затоа останале незабележени. Аха. Имаше она коцка од улиците, знаете, коцка, не знам од каков материјал, кој што тежи неколку килограми. При движење на камиони низ тој небезбеден мост, доаѓа до вибрирање на мостот и таа коцка постепено се движи и можеби за неколку часа или за неколку дена таа ќе падне доле на улицата. Што доколку во тој момент вие со вашата сопруга и вашето дете минувате по тој надвозник, колата удри во вашата шофершебна и таа не мора да ве убие, ќе удри на средина на шофершебната, ќе изгубите контрола на возилото, ќе избегате лево и ќе се судрите со камион. И при тоа може било кој граѓанин да загине, зарем ние треба да останеме пасивни, а тие информации ги добиваме на 112. И еве да искористам ова емисија и ова мое јавно појавување да укажам на поголемата опасност. Мостот во Визбегово ќе падне. Прашање на ден, на месец, можеби еве и година кога ќе падне. Значи имам сериозни предупредувања од луѓе кои што ја познаваат таа област. Мостот вибрира. По него дневно минуваат стотици камиони од некоја градежна фирма или од неколку градежни фирми. Камиони тешки десетици тони. И имам предупредување за мостот, значи ние како ЦУК предупредивме на опасноста од оние бетонски плочи кои што висеа на арматура и можеа во било кој момент да паднат врз возило. И другата уште поголема и посериозна опасност целиот мост да падне.
Ние побаравме средба со сите надлежни субјекти, меѓу кои што и со градоначалникот на општина Бутел. Јас дури бев љубезен, напишав SMS порака, не добив одговор. Побаравме средба писмено и преку мејл и со писмено барање потпишано од мене. Бараме средба за да не морам вака јавно да кажувам дека тој мост ќе падне и утре ќе убие некој. Ама кај нас знаете како, не бе, тоа нема да се случи. Дали падна покривот на градинката во општина Центар? Што ако тогаш или Карпош во Центар, каде падна покрив на градинката? Во Карпош мислеше не беше, ако беа децата во градинката, што ќе се случише? Ќе имавме загинати деца. Дали јас треба да чекам да падне мостот и да кажам, ама добро, јас предупредив? Нашето предупредување не е доволно и ние предупредуваме и вршиме јавен притисок додека не добиеме реакција. И ние, впрочем, мостот кон Драчево, за кој што имаше многу добри смешки, мемињи и вицови, представуваше огромна опасност. Беше поправен наредниот ден. Мостот во Избегово, јас денес направив, не правивме ние пресконференција, видео изјава, снимам изјава на лице место, со мобилен телефон снимена, ја ставаме на Facebook и на YouTube. Наредниот ден плочите беа отстранети и беше ставена дополнителна ограда. Останува уште да се утврди стабилноста на мостот. Мој би рекол лаички став е дека тој мост треба веднаш да биде затворен, да не чекаме некој да загине на него. Во најмала мера, еве го повикувам јавно градоначалникот на општина Бутел, нека ангажира стручни лица, нека градежна фирма, архитекти, нека испитат структурата и стабилноста на мостот. Доколку утврдат дека мостот е окей, тоа јавно нека го објават, но доколку утврдат дека мостот не е безбеден, нека го затворат или барем нека го затворат за тешките товарни возила, тешки по 20-30 тона, кои што минуваат со градежен материјал по него. И многу вакви примери. Спасувањето на Шар планина, моето учество имаше многу голема улога затоа што јас сум оперативен човек и додека работев во специјална сум бил на соодветни обуки и едно знам, и за време на војната ја никогаш не сум останал во канцеларија. Секогаш бев со моите соборци, оттаму извира мојот углед меѓу соборците и не напаѓањата врз мене за 2001 безмалку никогаш да немало напади околу моето учество. Едно е кога сте на терен, друго е кога седете во канцеларија. Од канцеларија се изгледа полесно и поубаво. Седете во канцеларија на топло, пиете кафе и кажувате како треба да биде. Се менува кога ќе дојдете таму каде што е реалниот проблем. И оперативниот момент треба да го практикуваат сите раководители без разлика во која институција се и на кој ниво. Добро, само не ми кажавте за ова, значи за мостот во Везбегово, уште еднаш да ја прашам, добивте некаков фидбек, некаков одговор, нешто? Чекам, еве ја користам ова прилика да го повикам градоначалникот на една средба, но бидејќи кажав кој е проблемот, не мора, нека пушти тим од архитекти, од градежни инженери, нека испитат статиката на мостот, да не се случи мостот да падне. Доколку ова мое предупредување ќе се покаже дека е неточно, тоа е добро, нека работи мостот, но подобро да имаме лажна тревога и сега ние немаме бомби во училиштата, ниту една бомба не е најдена, ама секој ден бегат учениците, односно ги изнесуваме надвори трговските молови. Истото важи и за мостот. Нека го проверат, да не чекаме некој да загине, бидејќи многу трагедии се случија во оваа држава. Ние нашата улога ја сведуваме најмногу на превенцијата. Кога веќе ќе дојде до штетна последица, кога некој ќе настрада, се обидуваме да спасиме оно колку што можеме, да спасиме човечки живот. Понекој пат е потребно како пред неколку дена и денес да се извлече телото на некого кој што се удавил или настрадал во планина, бидејќи и човек и да загине, ние како држава треба тоа тело да го однесеме кај прво на судска медицина, да се утврдат причините за смртта, а потоа и да го предадеме на семејството. Замислите неблагодарна ситуација како што беше во неделата. Човек скокна од мостот Близнак во река Вардар, ние успеавме вчера, значи последен ден, и тоа благодарение на шетачи покрај реката кои што го забележале телото, да го најдеме телото и да го извлечеме. Значи семејството не знае, се додека не го види мртвото тело на својот член кој што исчезнал, семејството е вознемирено. Подобро е за едно семејство да знае што се случило со нивниот близок. Иако овие се многу траурни моменти, но наша задача е брза интервенција. Дали ќе го спасиме човекот, ако некаде, како што веќе реков, настрадал, да го извлечеме, макар и неговото тело. Да, случајот на Шар планина беше во фокусот на јавноста. Ова е последно скокањето во мостот на човекот во Вардар од мостот Близнак. Кажете ми, колку сте... Морам да ја прекинам. Да? Испразнавме брана кај Неготино, која што ќе пукнеш.
лимовите кај улица Македонија под силен притисок успеавме да ги принудим институциите да ги тргнат. На Пониква има една авионска писта, не знам дали знаете, каде што пред 2 години загина една млада девојка со пријател од враќајќи се излетале. Поставија сообраќајни знаци под наш силен притисок и таму уште не сме сопреле. Бараме и вибрациони ленти. Значи ние имаме наматка целиот процес е завршен, но тој сега би бил досаден. Значи градежниот факултет, комплетно истражување направено, беа ставени мерни инструменти на карпите, одредена е точната траекторија на карпата кога би паднала, сега овде останува опасноста при земјотрес. Но генерално имаме една постапија сериозно, значи Ева на електрани постапи исклучително сериозно, веднаш по нашето предупредување ги презема сите потребни активности, не можеме да се пожалиме од нив. Ангажираа стручни лица кои што испитаа стабилност на карпите. И сега знаеме на што сме, бидејќи предупредувањата и сликите кои што дојдоа до нас беа алармантни. Исто како браната во Неготино, значи буквално вода течеше низ неа. Ние испразнивме таа брана и раководителот од Неготино од Центар за управување со кризи постојано оди и ја проверува, иако тоа и не е негова работа, но ќе отиде, ќе ја погледне или ќе прашува ако почне браната да се полни, повторно да биде испразнета, за да не пукне цела брана некој да загине. И многу други работи кои што ги поправивме во овој период, поправивме во наводници. Да, добро, дали сега вие гледате од внатре, кажете ми колку сте вие сега подготвени за овие мисии кои ги правите, колку е подготвена и дирекцијата за заштита и спасување, вие сте најнадлежни кога бараат луѓето помош, дали се заглавени на планина или скокнати во река. Колку не се подготвени институциите за помош за справување со овакви несреќи, но и со посериозни непогоди? Од аспект на материјално-технички средства, исто како и порано, но од аспект на организација и мотивираност драстично повеќе. Центарот за управување со кризи би реков дека е препороден, непрепознатлив денес, благодарение на луѓето кои што се внатре. Значи, јас сум само репрезент, човекот кој што се појавува пред камера, но таму има еден куп луѓе кои што работат во позадина. Ние ги добиваме повиците, некој води евиденција, прави анализа, статистика. Врз основ на тие повици за пријавена опасност, ние понатаму имаме сектор за операција и координација кој што ги ангажира, односно бара да се ангажираат другите институции. Кога тие ќе затајат, тогаш се јас појавувам јавно. Но за овие 2 години повеќе од 90 луѓе успеавме да ги унапредиме во Центарот за управување со кризи. За споредба во минатите 15 години имало вкупно 40 унапредувања, а сега за 2 години 90 унапредувања. Многу празни места се пополнети, кои што ни ја нарушуваа нормалното функционирање. Луѓето се помотивирани и дават се од себе. Јас сум еластичен како менаџер, не внимавам на формата. Ние сме институција која што работи 24/7. Така што дали некој дошол 10 минути подоцна на работа или заминал половина саат, од тоа не правиме драми, бидејќи може саат време подоцна да ми притребат луѓето и да ги викнеме да дојдат на работа. Едноставно, луѓето се значително помотивирани, зборам за Центарот за управување со кризи. Што се однесува до дирекцијата за заштита и спасување, тука веќе не би можел да зборувам, тоа е сосем друга институција, но таа е само една од далките во системот на управување со кризи, со која што ние менаџираме во случај на некои итни ситуации, инциденти или кризни состојби. Да, кол центарот, броевите одат преку вас, како функционира тоа? На мое изненадување уште подобро отколку што очекував, особено ако се има во предвид дека 10 години постоеле обиди да се стави во функција. За година и неколку месеци со тимот кој што го формирав, луѓе кои што јас во наводници зборувам ги извадив од подрум, луѓе кои што беа на маргините, расфрлени низ институциите, успеав да ги мотивирам и тие луѓе го формираа секторот 112. До сега не сме имале ниту еден сериозен проблем, во тековното работење ги надминуваме сите проблеми, системот го надоградивме, од пред известно време бројот 195 е префрлен на 112, така што ако вие вртите на стариот број на ЦУК 195, самиот систем ве префрла на 112, за неколку недели, еве ексклузивно ќе кажам во вашата емисија, сите повици кон МВР ќе одат на 112. Значи, може некој граѓанин по навика да бара 192, но самиот систем автоматски го префрла во 112. Кол тейкерите од 112 се
да речам, брана за лажните повици. Ние, најголем дел од повиците се лажни или погрешни, се јават луѓе за се и сешто. Нашите колтейкери ќе ги сослушат, ќе ги дадат информација, ќе ги кажат ако погрешиле, ако се злонамерни покренуваме посебна постапка, сите повици кон 112 се снимат и сега нема тој е крив, ово е крив. Ја пуштаме снимката, ја слушаме, како директор можам да ја преслушам било која снимка и да видам дали колтейкерот од телефонскиот оператор од Центарот за управување со кризи погрешил или е виновен тој кој што се јавил ако е некој злонамерен повик. Но на овој начин ние ја олеснуваме работата, особено на итната медицинска помош и на противпожарните единици. Понекогаш имаме голем пожар, видлив од пат. И луѓето кој како вози со возило се јавува и пријавува. Сега сите тие повици ги фаќаме ние и се јавуваме, има еден пожар таму и таму. Порано рачуните дежурната служба во противпожарната единица ќе добие 50 повици. Или за некој несреќен случај, пример тешка сообраќајка, кој како минува, луѓето хумано, така треба, се јавуваат да пријават во итната медицинска помош, но сега тие повици доаѓаат во 112, ние ги фаќаме и само еднаш кога се јавуваме и кажуваме имате ваква ситуација. При тоа има особени процедури да се утврди приоритетот, бидејќи во исто време може да имаме неколку итни ситуации, некој да има срцев удар, друг мозочен удар, трет да има шинато нога. И се разбира, ние едноставно правиме една селекција и тоа досега функционира безпрекорно и токму тоа е една од причината МВР самите да побарат да влезат во 112, бидејќи на тој начин и штедиме време и тие може да се фокусират на реалните проблеми кои што се во нивниот домен. Дали тоа може да го преоптовари системот, да направи проблем со ефикасноста, да не може да граѓаните да добијат? Имаме доволен капацитет, 112 се добива веднаш, може да се случи понекогаш да треба да се почека половина минута, но ние го мериме времето. Времето кое што го треба граѓаните да го потрошат за да го добијат нашиот колтейкер. Постојат одредени реакции кога нашиот оператор ги префрла во другите институции. Значи нашиот оператор мора да го селектира повикот, бидејќи постојано укажувам на еден сложен пример. Ако имаме тешка сообраќајка во кој што имаме истумбано возило, луѓето се заглавени во возилото, нашиот колтейкер истовремено со еден повик испраќа итна медицинска помош која што треба да и помогне на повредените, понатаму испраќа противпожарна единица која што можеби ќе треба да ги извади луѓето кои што се заглавени во возилото и испраќа полиција. И целото тоа се случува одеднаш бидејќи така е дизајниран системот полицијата кој што треба да обезбеди лицеместо и да изврши увид. Значи повредениот да има сила да се јави на 112 и да само да каже помош, ние понатака ја утврдуваме неговата локација и го ангажираме целиот систем, и полиција, итна медицинска помош и противпожарна заштита, но верувам дека во наредниот период ќе го усовршиме овој систем. Мојата намера е за 2 години од постоењето, значи за уште една година од сега, да го приближиме блиску до американските филмови. Значи колтейкерот да може да направи таква комуникација со повреденото или оштетеното лице и да може да го води, да му помогне самиот колтейкер, бидејќи понекогаш тие неколку секунди се граница помеѓу животот и смртта. Да му ја даде таа прва асистенција, прва помош. Господине Ангелов, ви благодарам за овој интервју. Благодарам и вам. И со овој разговор со Стојанче Ангелов, директор на ЦУК, ја завршуваме и оваа емисија. Ви благодариме што следевте Студио 10. Останете со програмата на Телевизија 24.